Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска ќе бидеме расположени, и денеска ќе направиме еден рецепт кој што ќе ви се допадне, кој што многумина можеби токму и сега го подготвува, затоа што верувам дека сите домаќинки барем еднаш во животот го подготвиле. Ве поздравувам сите вас, драги наши гледачи ширум светот и нашите гледачи во Македонија и да си ги поздравиме нашите пријатели од ПК Беско. Да ги поздравиме пријателите што се заедно со нас во нашата емисија Гответе со Дракче. Сувомеснати производи кои што навистина се со врвен квалитет, вкусот навистина на врв и сите оние кои што веќе сакаат да одберат нешто вкусно, а убаво, секако нека си го одберат ПК Беско. Еве, јас со се срце ги поздравувам и посакувам успешна работа. Ги поздравивме пријателите на емисијата, а да ви се заблагодарам на сите вас за трпеливоста, за љубовта која што ни ја испраќате преку вашите екрани, а тоа го споделувате преку фотографии кои што јас ги примам во текот на денот, на вистина многу на мојот Facebook профил во Месенџер добивам многу пораки и исклучително ви благодарам како умешно знаете тоа да го сликате и да го сторите од вашите ТВ приемници секоја чест. Еве, уловете ги бакнежите за вас. А, драги мои, денеска јас имам голема чест и задоволство да во нашата емисија Гответе со Дракче готвиме и муабетиме со една моја долгогодишна пријателка, пред се моја земјачка, дама која што е премногу скромна, а треба многу да се говори за неа. Секоја чест и јас се гордеам што ја познавам, се гордеам што е моја виничанка, едноставно се гордеам со жена јунак како неа. За повеќе што се е таа во незиниот живот ќе говориме во текот на емисијата, а сега да си ја повикам и да ја кажам добре дојде на мојата драга Розе или Розе Ваковиќ. Повели, добре ми дојде. Многу се радувам, Розе моја. Вашата кујна, како и вие, била добра и секој ден е подобра и погледана. Ви благодарам што на ти ќе ми се удостоивте. Тогаш ми е многу полесно. Затоа што јас и ти сме со години пријателки, повели од оваа страна. И морам да кажам, ние сме земјачки кои што Виница е градот во кој што расневме, во кој што беше нашата младост, во кој што убаво си поминувавме. И мирно место, убаво. И многу дружења. Многу дружења. Семејните вредности беа на прво место, во еден дух бевме воспитувани. Не учеа, мајките, тетките, блиските. Учевме од постарите. Се сеќаваш, јас многу пати, еве, ќе се потсетам, а сигурно и ти, ако мајка ми излезе на нива, на поле, а јас нештото не знам, тркнувам до првата соседка и таа ќе ми објасни како да го направам. Сигурно и кај тебе, не ли така? Апсолутно. Особено кога бевме деца, па не учеа родителите да готвиме. Трчете од нива, трчете брзо да нешто сготвите, дури ние да дојдеме. Мај, како не тера да правиме заргати? Мораше да биде секако што треба. Ама убави беа тие времења и благодарение на сите тие баби, комши, пријатели наши, денеска ние станавме баби, така, па нека учат од нас. И некако со гордост, нели, она што ќе си го подготвиме дома со гордост. Розе, јас ќе ти кажам дека во однос на месеното, мајка ми ме научи од дете, значи немав ни полни 9 години, но за суканото имав страф од неа. Сакаше веднаш брзо со сукалката да сукам одма и сукав сама, а потоа ја викав стрина на помош за да гледа дали е добро. И тогаш таа ме опушти и беше супер. Не, јас обратно почнав. Ме учеше мајка ми, ама јуфки да сукаме. Јуфки, а што се најтенки и најбрзо? Не, најдебели. А, најдебелите? Па, ако нешто не ја чини, ќе ми го вратеше назад. Назад, повторно. И така упорна бев и упорна таа беше и научив од многу мала возраст да сукам. И многу беше тешко што не тера да учиме да месиме на трпеза без ванглич. Апсолутно. Да не ни истече водата, да се собере целото тесто. Затоа денеска многу лесно е да преживееме сите ние кои знаеме и да ја расукаме и да измесиме на маса без тавче. Без тавче, брзо да се снајдеме како што самата кажа. Да се снајдеме и кога нема.
Рековме денеска нема винички специјалитет. Нека не биде. А ќе правиме нешто друго, шпагети ќе правиме со сос и со телешки гулаш. Така одбравме, веќе водата ни врие, додадовме малку сол и ќе ги додадеш сега ова шпагетите. Јас морам да кажам и шпагетите имаат поврзување со наша виница. Да. Навистина пола виница ни се исели. Точно. Отидоа во Италија. И сите отидоа во Италија и јас имам многу таму братуците кои од нив попримат многу убави специјалитети. Овие сигурно ваков стил може би и не правеле, меѓутоа ќе имаат прилика да видат како и ние дома на брз сите велат начин. дека виница на вистина е иселена во Италија и многу во Швајцарија. И затоа си ги поздравуваме сите. Апсолутно. Сега сакаш морков. Ајде, сега ќе зборуваме малку за повеќе за тебе. Многу интересна е приказната како моја Розе сакаше да стане детектив. И таа е првата жена детектив во Македонија која дипломираше. Така е. Но не работеше како детектив, инаку ќе те земе во служба на детектив. На вистина таа дејност 90-тите години тоа се случи. Ајде кажи како одлучи да избегаш. Одлучи видов конкурс имаше. Ете така. Да. И на тај конкурс нормално имаше таму работи кои треба да се достават. Ги стапи во документи контакт, кои треба да се додадат. Стапив со агенцијата. Вели прво морате да го поминете тестот, кој што јас секогаш го со задоволство кажувам. Психолошки текстови. Дали си подготвен, спремен и одлучен за таа дали работа? можеш ти таа работа да ја водиш, затоа што луѓето не се свесни, меѓутоа вика во Македонија секој трет е психопат. Но и детектив некако, и детектив. Сите нешто сакат од прозорецот. Јас се исплаши, викам, не, сега ќе идам прво, сакам да го поминам тој тест, да видам дали јас сум прво психопат и ако не сум, тогаш ќе отпочнеме. И така тоа отпочна се. Многу бев горда, што имав и одлични професори, научив многу од нив. Но ти не учеше тука? И се стекнав со лиценца за самостоен детектив. И преку една агенција тогашна, ние работев на неколку случаеви. Имам искусено. Искусено, да. Беше интересно, нели? Дали си го замислуваше тоа како она во филмовите што сме ги гледале детективите? Да, сигурно младоста на тоа те наведуваше, нели? Премногу кога гледаш филмови, тогаш и книгите што ги читавме, романчињата наведува. Книгата е основниот пријател на човекот. Без книга нема ништо. Меѓутоа најинтересното беше што јас набрзо после благодарение на таа детективска школа јас го спознав убавото од неубавото. Ги раздели? Ги разделив. Што е тоа да човек живее во нешто убаво свет и да можеш животот но може да животот за една минута да биде. На убавите работи, а не на лошите работи. Ете така. И така сама себе во тогашниот период имав мало дете на кој требаше да му се посветам, затоа што да биде не е успехот на родителот, успехот е на родителот се гледа по детето. По детето така и не учи. Јас требаше да воспитувам дете, да учам дете, да го усмерувам правилно, да се развива и на тој начин се повлеков. И си велиш, Розе, не си за детектив. Апсолутно. Тоа ипак не е за мене. Но сепак ти магистрираше социјална политика. Да. Сега ноже ќе ти дадам јас. Мене еден нож ми треба или една лажица. Добро, и лажица. Јас се набрзо после тоа префрлив на педагошки. Прво завршив факултет. Така. И не само што го завршив, покажав солидни резултати и на самиот факултет и набрзо самиот факултет ми даде препорака да можам да се запишам на постдипломски. И постдипломските ги завршив многу брзо.
Затоа што сакаше да учиш, затоа што си ја сакаш работата. За мене не беше битна звањето, него беше битно знаењето. Точно. Јас живеев во Капиштец, спроти домот 11 октомври. Воспитувана сум во духот на семејните вредности, воспитувана сум во духот дека се што работиме доаѓа од Бог. Бог е љубовта. Точно. И многу сакав да работам со деца. Затоа што сега ја сватив улогата Што значи да се помага на децата? Да вложуваш во децата. И ете така ми се отворија вратите. Се вработив 2003 година во домот 11 октомври, каде имаше многу дечиња. И кога ги сослушав нивните, како ги запознавав и како ги слушав нивните приказни, како они живеат, тогаш сватив дека јас сум тука. Но ти веќе и по самојот лик на детето препознаваш кое дете како поминало, нели? Да, јас сум тука, меѓутоа ми недостасуваше образованието, затоа што на педагошки факултет не се изучуваат сите видови на деца. Так. И се усмерив и реков ќе земам и ќе се запишам, прво се запишав на постдипломски развој на психологија, тука ја совладав, и потоа се запишав на социјална политика. Коцките се вклопија. И тука филозофскиот факултет, односно постдипломските студии ми помогнаа многу да ги разберам тие деца за да можам со нив да работам и да ги воспитувам. Мојот кромит е готов и моите намирници. И ова е веќе готово. Да, можем да го шпагетите повлечам. можеме да ги тргнеме. Готови се. Можем да ги повлечам. Ете, па да ги процедам. А ти да си работиш? Јас работам баш она како непрофесионално. Домаќински по мое. Ако така треба, нели, всушност тоа ни е и целта на емисијата, да биде шоу и секој на свој начин да го подготвува својот рецепт. Ако сите, јас реков, ако сакавме да биде тоа чисто кулинарство, ќе повикавме шефови на кујна. Да бидат овде во кујната. Ќе се повлечеш ти овде кај тавата, јас ќе ја средам масичката. Не, тоа можам јас да го средам, не е никаков проблем, сакам само да напоменам дека преска реков, овие шпагети ги поврзуваме со виница, затоа што пола виница ни се одсели и отида у Италија. Меѓутоа со оглед дека живееме брз живот. Брз живот живееме. А и мојата работа во последните 5-6 години, каде јас работев во установата, дојде време кога и од нас се бараше како стручни работници и воспитувачи да можеме да готвиме. Да знаете да подготвите храна. Па сите оние активности кои се бара од еден стручен работник да се работи, да ги сработиш у едно работно време од 7-8 часа, е навистина супер херојско, при тоа за да можеш сите обврски да ги завршиш, а да децата бидат и најадени. Така е. А нема дете кој не ги сака макароните или шпагетите? И шпагетите, омиленото тие се причините јадење. што јас реков, омилени јадења се на децата, затоа почнав. Ќе погледнеме потоа и фотографии каде вие работите. Еве, ти ја можеш и да се Да, јас би се измила заради лукот. Она што вие го работите во домот со дечињата и е интересно, ќе го погледнеме на фотографии. Ајде јас пак ќе проговорам за она вашата работа, она чувството, да се биде до децата кои што се чувствуваат осамени, кои што немат кому да му речат мамо, немат кому да му речат тато, немат баба да ги згрижи, да ги сокрие, нема да те удари тато. Така е. Тоа е посебно чувство таму, Роза. Да. Тие деца секој дете има своја приказна и сите приказни започнуваат или ние ги прифаќаме со тага. Така. Во нашите срца не можеме имуни да бидеме тука да се одбраниме професионално, но вреди
за секој еден збор или секој една реченица што ќе им ја упатиме на И нив. прегратка. И секоја една гушка, и секој еден бакнеш, или радост, или насмевка, што го дае, затоа што на тие деца може би се да добијат и добиваат. И подароци, љубовта, љубовта не. И емпатијата не може да ја добијат. И затоа таму има стручни воспитувачи, стручни кадри, кои се обучени покрај нивните формални образованија, доочувани, дообразувани, се уште трендот го водат, како генерациите растат, така се и децата минуваат, со се потешки судбини се згрижуваат децата. Да. А затоа пак и нашите видици како стручни работници се шират. И ние гледаме тие трендови да ги достигнуваме. Да бидете во чекор на времето. Да бидеме во чекор на времето и да можеме сите тие деца еден ден, кога си заминуваат од нашата установа, да бидат што повеќе, да имаат и самодоверба, почнувајќи од кулинарските вештини. Так. Роза, јас ќе те навратам на годините наназад. Уште можеби ти не беше во домот. За сирачиња со покојната ни кума Петранка и ред други уметници наши. Секоја нова година се правеше хуманитарен концерт на кој што и ние одевме да присуствуваме и да даруваме нешто за дечињата, како и сите општествени фирми во Македонија. Тоа беше моментно, велиме дека на децата не им е љубов потребна само за празниците, туку она чувство дека се чувствуваат сами во тие празници кога сите многу се радуваат, сакавме да го надокнадиме. И тоа продолжи, барем за мене, и во иднина и со СОС детското село. Јас сум тука секогаш за вас, драги дечиња. Сакам да кажам, имаше еден документарен филм. Нема да ја скажам личноста, бидејќи сигурно ќе вратам многу емоции. 1-3-4, каде што излегуваат како невести и младоженци од самиот дом за сирачи. Како ви е тој момент? Еве јас сега целата се ежам едно натрешно. Приказната може би не е таа која јас знам, меѓутоа има една жива приказна која мојот чичко има земено девојче од домот 11 октомври за невеста. И во самиот дом им имаат правено свадба. Да, и се сеќам дека директорот им подари телевизор, па се радува, ја извадија невестата од домот. Тоа навистина беше, како да кажам, репортажа со многу емоции кои што допират. Сега, тоа сакам да запрашам, дали во ова време децата живеат до таа полнолетство? Да, до 18 години живеат. Меѓутоа, нашата обврска не завршува тука. Матичниот центар, меѓуопштинските центри, тие се имаат своји водители на случаи, има нивни старатели. Така. И тие ги водат до 26 години, што значи... сепак до 26 години се згрижени од страна на државата. Тоа значи дека детето кај нас завршува средно образование, меѓутоа не завршува тука готово. Државата да крене рад. Остави го на улица не. Напротив, ако има детето потенцијал и капацитети, а ние имаме солидни ученици, и јас сум многу горда да ги поздравам сите, затоа што на вистина нас децата ни се одлични. И сите имаат желба да се запишат со формалното образование, да го продолжат на факултет. Ние им помагаме, тие се запишуваат, наоѓаме станови за нив, они се групираат можеби по двајца, можеби еден. Роза, многу интересна е приказката што многу од тие деца има кои што се занимаваат со музика, со уметност. Тоа е креативниот дел во нив. И интересно е, нели, веднаш ги заприметувате. Што ти е потребно да ти ми треба да си го изрендам кашкавалот. Добро. Воспитната работа е сестрана работа. Така. Нели велиме дека тие деца растат без родители или родителска грижа, меѓутоа не значи дека се заборавени. Тие таму ние стручни работници што сме биле, сме на компјутерот и решаваме крстозборки, така. Да, и заклучуваме. Значи сите ние, секој од нас има една улога како да се развие правилно
да му помогнеме на детето да се развива и свестрано. Така. И имаме многу стручни профили. Тоа е многу имаме убаво. многу стручни работници кои и во формалното и во неформалното образование постои нешто што се вика креативност. Така. Ама креативноста не мислиме само да нацртаме, него буквално креативен да бидеш и масата за... Точно да ја поставиш да ја масата, поставиш. да аранжираш цвеќе. аранжирање цвеќиња, па Така. некои изработки на цвеќе. Па вие работевте и во градина да посадите цвеќе, да изгледат саксите убаво. Апсолутно. Сето тоа Затоа навистина што да се навикнат дечињата на Детето една мора да љубов. знае како се негува цвеќето. Така. Мора да научи како се одржува цвеќето, не е само да го посадиме цвеќето, значи Така. треба да се негува, треба да се да ни биде убаво, за да ни биде убаво, Така. не е само полевањето, тука е доколку има треба да изчистиме тревата, доколку Така. треба да се искрои, да се искрои. Има безброј Да се начини. извадат жолти ливчиња, да Ете, се така. средува. Има многу креативни работи кои што ние прво почнуваме од најмала возраст кај нив во организационите единици или во Така. тука кај што сме сместени и како они растат, ние така ги тераме што повеќе и повеќе тие животни вештини да совладуваат како би еден ден кога ќе си замине да биде самостојно. Ако му некој донесе цвеќе, тоа цвеќе да знае каде да го чува, дали сака светлина, дали не Така, сака светлина, дали треба вода, не треба вода. А ако сака милениче, не е само да го галиме, треба да знаеме и како да го чуваме. Точно. Или пак да си направиме јадење. Јадењето на вистина, денеска каков живот сите живееме брз. Треба од ништо да направиме нешто. Убавината е што поскромно да биде, а да биде сепак вкусно и да Кажи ми можеме. што ќе додадеш сега? Сега ние додаваме гогулашот А во ова? и томатото. За да јас внимавам, сакам да ги видиме фотографиите од тебе, за да имаш време, јас ќе внимавам на гулашот и ова, за да ги коментираме. Ако, тука ми треба само вода. Еве ти водичка. Дали требаше да ја зовријам? Да, малку нека е топла. Да, зовриеме. Јас се подготвив за чај, но ќе додадеме ако е потребно, без оглед. Малку ќе ми треба, затоа што ќе го додадеме гулашот, да има малку повеќе сос. Ова не ни е потребно. Не, тоа на крај ќе ни треба оставив малку морков. Добро. Затоа што ние секогаш велиме... За украсување. Ете За така, убаво е декорација. понекогаш Така. да се Одлично. јадењето да може да изгледа убаво, понекогаш и една мала декорација не е наодна. Не, декорацијата е примамлива за око и веднаш секој скокнува да проба. Апсолутно. Така, да иде. Ова убаво јадење како би било на вкус. Ајде сега ќе ни ги покажат колегите фотографиите, јас таму ќе си мешам на Добро. самата, а ти погледнувај во мониторот за да ги гледаш фотографиите кои што ги одбравме. еве ги. Јас ти ја одбрав таа прва. Да. Ете тука е како ние правиме пита. Така. Пита, нели јас реков од мали години мојата мајка ме учеше како се сукаат Со сукало, јуфки. така. Така да на оние девојчиња повозрастните, Така. кои сакаат да видат покрај купените кори Како се прават домашни. Како се прави домашна пита. За баклава не успеав да им направам. Затоа што посебна е таа. Да, треба посебни тенки кори и и со немавме нишесте. ги соодветните услови. Така. Меѓутоа, имаа прилика децата да јадат од нашата вкусна пита и многу пити. Овде се шминкате? Не. Овде сме на едно Правите? кампување каде нешто имаме надпревар. Така. И тоа е едно наше девојче кое учествуваше во надпревар. Треба да нацрта нешто на моето лице, а јас да погодам што е. Браво! Така да ние учествувавме воспитувачите заедно со децата и добро ни одеше. Одлично. Добро ни одеше, тоа значи колку сме сконцентрирани. Розе, малку да сипне? Овде да, многу малку. Добро. Еве. Да, овде сме веќе суди овде. Децата играат ракомет и кошарка.
Па ние рековме воспитувачите сме сестрани. Таму каде што мислиме дека грешат, им одзимаме поени. Овде во ковид пандемијата убаво е човек да помага, па тука преку група на жени, од Унија на жени, Ова се маски? затворени, кајачи шиевме. Браво. Кајачи Значи, шиевме и преку на нозе. 2000 кајачи сошивме и ги носев од место на место да можеме да помогнеме на сите на кои Браво. се најнеопходни. Еве масата. Еве една наша трпеза како наликува, али со оглед дека има многу јадења, тука е или некој роден ден, или пак некој празник, можеби Нова година или Великден или некој посебен за нас празник. Тоа се тие јадења кои што, да, Великден, еве децата ги учиме, креативни со една колешка моја, како се фарбаат јајца. Така. Секое дете си само си го подпишува, не смее да му се земе. Браво. Го чуваме тоа. Тоа Ова е да. многу сладка. Тоа е едно наше фотографија. девојче, сега е девојка веќе. Ме учеше како тие апликации се користат, они ги знаат, они се понапредни од нас. сега, во однос на телефоните, Па веќе за да се дојдеш до нивниот телефон, ајде да видам ти кај ставаш, како ставаш и така. Со сите можни апликации ми ги ставаше. Овде се исто работилници така. во установата. Доаѓаат, тоа се студентите од фонд дојдени, имавме изработка со нив, подари му цвеќе. Па ние немавме толку пари за цвеќиња, И си па тие направите. ни купија цвеќиња и ни купија сакси, па ние ги нацртавме. Браво. И на секоја една Колку симпатично. саксија ставивме пореки. Браво. Секо едно цвеќе носеше порака со љубов. Тоа е дружењето и тоа е на крај да можат децата да ги совладаат и да ги видат дека некои работи убави можеш да ги направиш од ништо, не ти треба многу. Така. Да. Тие се еве Божик или Нова година, таму гледам новогодишни празници. Сепак Ете еве така и како ние заеднички. сервираме. Ова ми се Ова- допадна фотографија, затоа ја извадив. Ова е од нашата прослава минатата Радост на година. децата, Да, ми е радост. замок. Така. Ги повикавме, мораме и да им се заблагодарам и јавно. Не ни наплатија, Браво. бесплатно ни го Одлично. дадоа замокот, ама затоа стотици деца израдува и тука беа и од згрижувачките семејства децата Одлично. опфатени од Скопје и нашите деца и навистина се забавуваа на свој начин, а и за нас беше тоа убавина. Ете една креативна, мене ми се многу допадна, имавме креативна работилница на правење на суши. Браво. И таа е една апликација изработена од една наша колешка, која специјално им го поклонивме за да може да имаат и они од нас еден спомен мал. Колку е тоа убаво. Повеќе култури, повеќе начини на изразување. И не, трета или четврта година Одлично. поред сушите се кај нас И ова ми се застапени. Многу Ова ми са се мали допадна. дечиња, да, Многу тоа ми се е тоа е прослава на роден ден на една девојка. Со оглед дека имаме доле тепих и ни е страф немој да ни падне од жижицата па да го оштетиме и затоа надвор на тераса. Ама многу симпатично. Да, и како така, порака на како светот. порака, да. Еве, и ние носиме светлина. Јас така Светлината тоа е го управо така. Доживеав кога ја вадев Славеничката е доле, не се гледа, али над нејзе Одлично. слават. Прекрасно. Тука има разни игралишта во близината кај што се децата, па најмалата возраст ни е овде донесена и кога се забавуваат и кога се социализираат со останатите деца, тогаш ние правиме фотографии и велиме добро е ова детенце почна да се социализира со на Одлично. комшигата детето и така да. Одлично. Тие не Тука се убави. завршивме, сега е време за сервирање. Баш така. Ајде. Јас ќе ти помогнам. Добро. Сакаш ли лажица посебна? Па не е лошо, дај ми една. Не, од овие полесно ќе ти биде. Ете така. За да можеш и сосот потоа да го утопкаш. Оти сме гледам според минутите пред самиот крај. Готово.
Може би. Со тебе можам да разговарам и со денови, И затоа што времето ни лета. така. Ајде да го повлечам. Јас не сум некој, пак ќе повторам, кувар, кулинар. Но доволно за да ни покажеш, еве како. Меѓутоа, овие шпагети децата ги обожаваат. Брзи се. Како што со вас сега јас разговарав, така и ние со децата дури сето тоа се подготвува. Си муабетите. Сега, се зошто јас другарувате? ова вака го ставам? Ако? Не затоа што Кажи тоа ни. треба да е декоративно, него кога децата ќе го стават, секој едно дете да си има. Да има за себе, За себе. да, браво. Ете така, Одлично. тоа са моите 5 деца Одлично. во организационата единица што ги имав. И сега сигурно И малку сега мажонче во од боја. Магданосот секогаш велиме Да има дека е бој. тој убав И здрав. и здрав. И ние сега ќе го украсиме и него. А ако сме ја поминале, Одлично, одлично. Браво. Ете, како може еден детектив да готви. аз види и тие се луѓе. Нели, На крај како крајва и они треба да јадат. Како велиш самата, каква и да сме професија, мора да Дома јадеме. сме сите домаќинки и сите готвиме затоа што Ќе ја поставиме масата да ни личи. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Шпагети со гулаш. 300 грама шпагети, 300 грама говедски гулаш, 1 морков, 1 главица кромит, 3 чешниња лук, 150 грама кашкавал, 100 грама доматен сос, половина китка магданост, масло по потреба, сол и зачини по избор. добро. На вистина ти благодарам што одвои од твоето време, ни дојде на гости, ни раскажа за твојата приказна секојдневието и да ти кажам, мило ми е што рано се пензионира, затоа што ќе имаме време за дружење, ама сигурно децата жалат. Требаше да останеш плюс. Не. Ние сме млади, нашиот дух е ведар и сигурна сам дека кроз децата ќе дојдеме ние до некои дополнителни проекти каде што заедно со вас ќе бидеме уклучени Точно. на уште побави мисии. Ке даде Господ. Ова е твој подарок од нашите пријатели од Пекабеско, затоа што ни беше успешна домаќинка денеска. Ви Ти благодарам од многу. срце. Секој добро, ви благодарам на поканата и ви посакувам безброј успешни емисии и многу подобри од оваа ја што ја имав денес. Срце моје убаво. Ти си моја. Ете, колку значи љубовта, драги мои, колку значи она сеќавање. Сакавме да раскажеме како беше во Виница на Виничкото корзо, во најубавиот парк во Југославија, многу пати наградуван во нашата убава ни Виница, оризовите полиња, убавото наше виничко кале, теракотните икони и првите куќи направени со вино. Но тоа ќе го оставиме за некоја друго другарување. Ве сакам.